Почитувани граѓани, од првиот ден на мојот мандат како премиер, реков дека не отстапувам од тоа разговорите меѓу Северна Македонија и Бугарија да се водат достоинствено и во духот на европските вредности. Кон оваа определба се придржувавме цел овој период. Реализиравме конкретни заеднички проекти, ги подобривме односите и го намаливме говорот на омраза. За жал, со последната посета на бугарската делегација во Битола се разбудија духовите од минатото, поттикнувајќи го повторно говорот на омраза и на недовербата против кој успешно се боревме. Од тука целосно го разбирам и чувствувам гневот на граѓаните во изминатите денови. Нашата држава ја стекна својата независност по Втората светска војна, во која граѓаните учествуваа во антифашистичката народно-ослободителна војна. Антифашистичката определба на граѓаните е дел од нашиот национален идентитет, со кој се гордееме во демократска Европа. Македонските граѓани се определени за членство во Европската Унија, но провокации кои ги повредуваат нашите чувства се во правец на загрозување на таа определба. Република Северна Македонија е суверена држава и имаме должност да го чуваме нашето достоинство. Имаме стратешка цел за влез во Европската Унија, но достоинствено, со својата национална гордост и посебност. Верувам дека треба да продолжиме и да работиме на зајакнување на диалогот и унапредување на односите меѓу двата народи до конечно решавање на спорот. Но за тоа да биде успешно, ниту една од страните не смее да прави чекори назад. Не смееме да дозволиме постојано враќање кон минатото и потези кои значат еднодневна политичка корист, а долгорочна штета на кревките односи кои ги градиме. Република Северна Македонија ќе ги продолжи реформите во сите области со кои ќе ја подготвиме земјата за полноправно членство во Унијата. Тоа се процеси кои ги водиме за наше добро, за развој на нашата земја и подобри услови за граѓаните.